Почитувани, добар ден. Го следите петочното издание на Црвена линија. Поточно денес е Црн петок, петокот по денот на благодарноста во Соединетите Американски држави. Традиционално го означува и почетокот на божикната шопинг сезона. А Црниот петок, како што сакаат да го представат трговците кај нас, е ден кога се даваат големи реални попусти за да можат потрошувачите да купат некоја стока по одлични цени. Но праксата од претходните години покажа дека тоа не е баш така. Се случува пред оваа акција, која се прошири на Црн викенд и Црна недела, одредени трговци прво да ги покачат цените, а потоа да даваат попусти кои одат и до 80%. А всушност клиентите не добиваат ништо, дури и поскапо плаќаат. За некои потрошувачи Црниот петок е голем настан, додека други велат дека е измама. Некои трговци го користат за расчистување на залихите, а други даваат навистина големи попусти. Има и компании кои воопшто не му придаваат значење на Црниот петок, бидејќи тие на своите потрошувачи им даваат максимум во текот на целата година. Црниот петок во Америка и во Западна Европа трае само еден ден и цените се навистина намалени. Телевизор од $1000 може да се купи за $100. Затоа и редиците пред продавниците може да бидат долги и со километри. Зборчето «до» е најважно во Црниот петок кај нас. На билборди, сити лајти и на излозите на многу продавници со големи бројки пишува попуст до 60%, до 70%, до 80%. Ама зборчето «до» е тука, со мали букви. И така попустот станува до 60%, до 70%, до 80%. Производите со висок попуст или не се квалитетни, или нема број, или ги нема. Се потрошиле. Кога се рекламира производ со голем попуст, а го нема или има само едно-две парчиња во дуќаните, трговците сакаат на овој начин да привлечат потрошувачи. Трговците кои ја покачуваат цената, а потоа ќе ја намалат како да има вистински попуст, кого мамат? Себе или потрошувачите? Како потрошувачите можат да се заштитат од трговците кои го злоупотребуваат Црниот петок? Како граѓаните да не станат жртви на лажен попуст? Дали секое лажно рекламирање треба да е казниво? Дали кај нас Црниот петок е помодарство или добра сделка на потрошувачите? Дали трговците кај нас за Црниот петок имаат вистински попусти или го користат за вешта рекламна измама? На овие прашања ги очекуваме денес вашите одговори. А темата всушност за денес е: кое е вашето лично искуство со Црниот петок и попустите? Секако имаме и прашања плюс и оние кои што редовно следат го знаат тоа. Не следат на Инстаграм и веднаш активно учествуваат во денешната анкета. Прашањето таму на Инстаграм стори е: дали ќе пазарите денеска? Како што гледате, имате три опции. Ако веќе БЕФ е вашиот одговор, тогаш ќе кликнете тука. Ако е ќе одам под Б, ќе кликнете на овој одговор. А ако е под В, нема да одам, ќе кликнете, се разбира, на ова поле. Ќе пресметаме во проценти и одговорите резултатите ќе ги соопштиме пред рекламите. Секако со нетрпение очекуваме да почнеме со ова издание. Денес сепак е Црн шопинг петок, па да видиме низ годиниве наназад како вие го доживувате македонскиот Црн петок, на што сте сведок, какво е вашето лично искуство. И секако не заборавајте повртењето на телефонскиот број 02 307 0005. Веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот за подобро да се слушнеме и внимавајте секако на тајмерот кој што предвидува 90 секунди за едно јавување. Па да видиме какви одговори ќе имаме денес во ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. И јас ве поздравувам. Видите вака, ниту имам намера да пазарам денеска, ниту сакам да излезам. Тоа може би што сите одговори како вие да ги дадовте. Тоа може важи за Германија, за Западо или овдеки, за мене не важи. Еве зашто. Тие прво ќе ги направат високи цените, па после еве ти спалување од 80 од олку од онолку. Второ,
Денес се продава се она што заостанало, што нема никаква вредност да го купиш. Ми се случи тоа. Како да си го истребат, колку ќе даеш, дај. Да речеме, тука е занат црниот петок во Македонија. А иначе како што кажавте вие, во Запад, да, вистински имаат тие тако попусти, затоа толку има луѓе да се пред продавниците уште да влезат први, што се вели. Не гледав денески јас во Битола такви гужби, влего, пиво, доста реномирани продавници, ајте ве молам. И на вредните работи имате 5%, 10%. Реков, нешто што не вреди. Поќе, тука имате попуст, само да му се очисти продавницата. Кај на се што е од Запад дојде да знаете дека ништо не чини и не се поштува. Тоа што чини ќе ти го зголема, па го... Така, благодарам многу еве што споделивте и убаво еве што дадовте лично искуство, споделивте на што сте биле сведок денес во Битола кога станува збор за црниот петок. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро. Ја од искуство да ви кажам искрено, о Шипчиево. Од Штип, како е во Штип денес за црн петок? Се е црно, што има бело, кажете ми. Дали нешто беле, се трчи лажи. Ја да ти кажам на улица Ванчо Преке, внуко прави роѓен ден и му взимам некои работички. Меѓутоа, превидејќи дето било тоа што го зема било мало и мораше да го сменам. Кажа ми господата, вика, може да го сменеш. И ја за 10 дена, превидејќи одам некаде на страна и одам после 10 дена намалување, вика 70%. Кога гледам на таа цена што е плати, 30 динара повише, господице. Па ме интересира, имам ли институции на системот во наша мила Македонија некој да Кажете ми, преземе мерки? дали реагиравте, дали го побаравте На кој главниот ќе менеджер? разбираш сицеца, ајде учи стара ми. На кој ќе те сожалема, господице? Еве денеска е петок у Штип. На паланзата 700 грама вика кило и 200 е. На кој ќе те заштите? Кој ќе те земе мерки? Се е тоа трчи лажи. Ја не знам, има ли некој да земе мерки да Благодарам многу и вам за јавувањето. Поздрав до Штип, ја ни прекува. Секако внимавајте и на тајмерот. 90 секунди едно јавување, но се додека траеме, се знае, ќе се заврти повторно нашиот телефонски број и повторно ќе можете да добиете нови 90 секунди. Па ајде да слушаме кое е вашето искуство со црн петок наназад, дали имате добри впечатоци и како го објаснувате тоа што да речеме во Западна Европа, во Соединетите Американски држави, црн петок е само еден ден, но кај нас сме сведоци каде што се пролонгира на цела црна недела, црн месец и така натаму. Како е денес, да речеме, во однос на попустите, што забележувате кога станува збор за ваквата шопинг манија во вашето место? Добро вечер. Здраво, Тинче. Здраво, поздрав до вас. Голем поздрав. Убав викенд да ви посакам. Благодарам. Мило ми е за Снеже за наградите да учеститам на колото. Толку се израдуваат, значи треба телма да се гледа, секоја ви чест. Вака, Тинче, да кажем за црниот петак, мене овој ми е малце чудно да ти кажем. Чула сам како некои работини или стари што не може да ги продадат, донодат. Ја имам еден пример да ти кажем, една блуза од една продавница ми се многу допадна. И викам, ај ќе го купим. И ја обично не пушим, знаеш, цигари, се е чисто така одржаваше. И донесе го блузата од продавница и стави го у регалот и кога го облечем, целиот регал ми смрди на цигари. И викам, леле бе, што овој, па ја не пушим, викам, а она некоја жена си го носила, па го вратила и ја го купи. Однесо го блузата, врати го и викам, овој да не ви се деси. Народот треба да се обрне многу внимание, носени дреи продават, чуда прават, пакети взимат. Ајме, денеска е црн петок, ние жените нели повеќе сме по купувањето, колку... Не, ја што ми треба купим си, никад не сум гледала у црн петак и да ти кажем, тој се преваранти
И што стана, не ми се овој Сметате мене дека многу. не се реални попустите? Не, уопште не се. Инче тоа е само народот да ги мислим, трчат некои, мислат дека чуат нешто поевтино, а не знаат може и поскупо ќе го платат, неквалитетно, нема да го износат само, како да ти кажем, мене не ми се уопште свиѓа овај црн петак, но со вие политичари ќе ни стане и црни животот, но дај нека се освестат малце за овај наша Македонија да појде малце напред. Биди ми жива и здрава, убав викенд, винте. Ма секој добро и вам и благодараме ви денес што земавте активно учество во Црвена линија. Секако постојано се прават и анкети, се водат евиденции, всушност какви оценки даваат оние кои што се најважни во овакви денови, а тоа се потрошувачите. Како и да е, кога станува збор за македонскиот црн петок, генерално впечатоците на потрошувачите се следни. Велат, нешто многу минимално има на намаление, ама Black Friday, како што треба да биде, нема кај нас. Исто така се вели со оглед на се, ова се големи маркетиншки стратегии, и еве, знаеш каков народ сме ние, да ни кажат дека некаде нешто е 5 денари поевтино, таму ќе одиме. Ние сме такви. Секако тоа се дел од одговорите на една од анкетите која што е спроведена секогаш кога нели престои црн петок. Денеска е шопинг црн петок. Во светот трае само еден ден, но кај нас некако го имаме по македончано. Па какви ви се еве вашите впечатоци во однос на побарувачката, попустите и што е тоа што се нуди за црн петок? Добро вечер. Добро вечер, Тинка. Поздрав до вас, повелете. Пак ти рече уражијата твојот глас да го попуштат малку. Слабо да слушам. Слабо ме Вака да слушам. ти кажам. Јас случајно се повалив во Швајцарија на црн петок. И ти имаш еден збор, ја ќе го кажем демоде. Во Швајцарија, девек се, печката, машината за перење, не знам, шпорето, тоа, до година е демоде. И тогаш имате отворено црн петок, како го викаме, Friday? Black Friday го викаат на англиски, ние го викаме црн петок, добро. Што е демоде? Види, ние, ама зборувам за Швајцарија, не зборувам за Македонија. Борем кај што нив секоја година може да си го менјаат комплет станот, све што има тоа она. Ние не можеме тоа да го се. Какви попусти затекнавте таму, бидејќи таму е само еден ден? Неко попушта тоа на твојот аутен. Какви попусти, на какви попусти бевте сведок? За све. Да. За све што е демоде, па и алишта, и халини. На колку? На колку проценти? Така, ама на колку проценти е реални попусти? Па се, вака кажем ја, 99,9%. Швајцарија тоа е мода. Така, благодарам многу. Еве интересно гледачот укаже на тоа на што бил сведок во Швајцарија, најверојатно има огромна куповна моќ и секоја година се менуваат производите, артиклите за нова генерација, по модерна и по атрактивна според оние кои што ги продаваат овие производи, така да веднаш веќе следната година, следниот црн петок на огромно намаление имаат можност да се купат. Ајде да видиме кај нас македонскиот црн петок е денес, па да видиме какво искуство имате ве со оваквите денови, каде што треба да се купува на огромни попусти до 60, 70, па дури до 80%. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако, како е во Охрид еве за црн петок? Не одам да купувам, не верувам во оно што изложуваат и воопшто, значи, не сакам иш да размислам. Меѓутоа, го оправдувам тој црн петок, кога бил на запад, би купил све што ќе имам во можност да купам, затоа што таму, оно што се продава во текот на цела година, ја задржува цената до овој ден. Пред да дојде овој ден, се намалува вистински за 60, 50, 30 или колку ќе биде и таа цена е реална. А одека тој што го има дуќанот или смаркетот, нему му е во интерес, таа роба е стара, значи, што вика демоде,
да ја ослободи, да го ослободи просторот, да донесе нова, поквалитетна, помодерна роба и да има повеќе муштери. Додека кај нас значи ќе ти дадат 80% некое парталче што е или isfлекано, или подскинато, или развлечено, што не одговара, значи уште 100 години да очува не може да го продаде. Вака ќе земе барем 20% од цената. Иначе во ред е тоа. Треба значи да во текот на годината да има одреден ден каде што ќе се продаваат артиклите стварно со вистински намалена цена. Ние имаме добар пример со ова со цени во маркетите. Прво ќе ги набијат цените, па после ги намалиле. Еве сега просто Благодарам многу и вам за одговорите. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Продажбата на Black Friday во полн ек, па не е ни чудно што многумина се во шопинг лудило. И покрај примамливите попусти, навидоми добрите понуди, не е излишно добро да се подготвиме за купување на тој начин да се избегне прекомерното трошење и измами. Факт е дека и во Македонија увезовме многу работи од надвор и секако секој се радува да го купи својот омилен производ на голем попуст. Колку се реални попустите кај нас за Црн петок, на што сте сведок вие? Дали редовно пазарувате на овој ден и еве кои се вашите впечатоци, генерално искуства? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам најискрено, јас секој ден уствари си вртам на заврти на Телма и викам денеска може за Црн петок имам среќа ќе си добијам ова нешто фрижидер правосмукалка. Правосмукалка беше денес. Кажи, ама сум оптимиста, а? Секогаш треба да сте. Се знае како стојат работите во заврти на Телма. И викам, чека, може ќе си имам среќа да си добијам. Така да, тука ја барав среќата, а не да одам по тие дуќаните да се буткам, затоа што кажа гледачите, па нарочно Тина за гардероба, да толку неубави работи, што кажа Паланка Славица, значи, тие што вика мирисало, не, тие ги чуваат некаде по магазини и мене ми се случи така да купам не на ефтино, него баш онака под таа цена што е начинење, тоа баш ми мирисаше лошо, ама секако ги перам дома прво пред да ги облечам. Ова, знаеш како, во Америка имам пријателка, замисли ти јакна каква убава зимска за $10. Во Германија исто така имам пријателка која по 5 марки купува блузички и тоа многу убави, такви трендовски. А ова кај нас сега е лудило. Нешто земавме од таму, ама кобожемски земавме, нели? И сега ако една јакна, да речеме 3990, они ќе ми ја сиднат на 3500. Тина, тоа пак е скапо за нашиот джеб. Значи, секако, тој што си има пари, ќе се ја купи 3900, нема да чека Black Friday, нема ни да се бутка, нема ни да... Значи, секако, тој што си има пари, ќе си купи кога и да сака. Поздрав многу и убав викенд. Благодарам многу и вам. Еве уште еден интересен податок. Британската организација за потрошувачи ги разгледала понудите за 227 производи на 8 од најголемите трговци во мало во Велика Британија. И тоа за време на 14, замислете, дневниот Црн петок, помеѓу 20 ноември и 1 декември. Истражувањето покажало дека 9 од 10 анализирани понуди биле исти или поевтини во други периоди од годината. Доколку купувате божикни подароци на Црниот петок, не треба да исклучите можноста и за купување користени предмети. Вака пишува BBC и околу 63% од луѓето би биле среќни да добијат половни божикни подароци, додека 26% биле неутрални за идејата. Според анализата пак на банката Lloyd, бројот на лажни купувања на Црн петок и кибер понеделник се зголемил за 29% минатата година. Сега се менува пазарот, се разбира, сега има можности за интернет купувања, така да еве какви се вашите искуства за Црн петок, со нетрпение очекуваме да слушнеме во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, сине. Поздрав до вас. Поздрав, сине. Голем поздрав и до вас. Сека вака за Црниот петок. Па кај нас, сине, 30 години од самосталност на Македонија не видиме бело видело. Бел ден не видиме. Што само лажат, за не ги срам, бе. Како нема народот леп да јаде, они црн петок. Бело не ја видело, црно секоја ден е црно.
А не лафаци дека тие паете 80% и сега народ за никъде трпе, они само црн петок бело не видиме бе. Не ли сраме народ, ти сме криви, шо изфагме да гласаме. Плакти си и дека тие имуат него на голому да дијам по 500 и нищо. Срамота е вај, ај неам зборови шо да зура, само се лаже и нищо. Сметате дека не се реални попустите? 4 милиона арами. Сметате ли дека се нереални попустите еве за вакви денови како Црн петок? Аме не одам, знам дека лажат. Шо ќе одам, шо ќе купувам? Ја за едење пајате не ми стигат. Така. Добро. Дали е тоа се? Имате уште нешто? Арами е. Добро, благодарам многу. Еве, имаме гледачи кои што апсолутно сметаат дека Црн петок нема ништо примамливо за нив и сметаат дека се е измама. Како и да е, драго ни е да ви имаме во што поголем број како и секогаш. Впрочем, па еве да споделите од прва рака, од лично искуство, како го доживувате и што сметате дека представува Црн петок во купувањето. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав. Овој Црни петок е ист како намалување на цените, исто како Мицкоски кога ги намали маржите за есенската потрошувачка. Трговците беа спремни, ги подкренаа цените, ко наѓомите ги намали маржите, трговците повторно си ги имаа истите цени. Ама сега па цените никој не може да ја фати, затоа би го замолил појќе да не ги во цените, да не ветува и на народот и на било кој, да не му ветува. Самиот пазар ќе си ги направи цените. Не треба никој ништо да ги во цените, самиот пазар ќе си направи цени. Значи, потрошувачката се знае, ако има потрошувачка, се крева цената, ако нема потрошувачка, се намалува и така оди та работа. Нема, трговијата си е таква. Мене Црниот петок не ме интересира воопшто, оти нема, таму има техничката роба е уствари за Црниот петок и текстилната роба. Тука може да се гледа. Прехраната не учествува баш воопшто во таа потрошувачка. Така да Црниот петок е ништо, кај нас е ветером магла. Од време на време овие што се трговците Нептун, Сетек, Така, благодарам многу и вам за учеството. Од Организацијата пак на потрошувачите на Македонија апелираат до купувачите да внимаваат и да не наседнуваат на маркетиншките трикови на трговците. Според Законот за заштита на потрошувачите, цената што важела пред 30 дена се зема како основа за попустот, а не попустот на цената што бил на почетокот на годината. Еве што препорачуваат, кога влегувате во продавница, наместо еден ден како што треба, кај нас ке ви речат дека трае најмалку 3 дена. Меѓутоа, ако се работи за некаква акција, тогаш може да продолжи. Но тоа не е Црн петок. Тука има забуна кај луѓето. Голем дел од потрошувачите се подготвуваат за денешниот попуст, но кај нас попустите не се како во Америка. Ова го вели Маријана Лончар-Велкова, председателка на Организацијата на потрошувачи на Македонија во едно од незините интервјуа. Па сега да слушнеме од вас, сметате ли дека кај нас постојат реални попусти, на што сте сведок вие како купувач за Црн петок? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве Црниот петок е помодарство кое е донесено од Запад. Сен од Запад што е помодарство донесе се тука во Македонија. Беше и ден на вештерките, ден не знам на кој. Вие работи се само измислени. Црниот петок тука не важи многу, затоа што прво ги набијат цени, трговците ги набијат цените и после таа роба што не му се продава со години, со што е некаде у нафталин, и ја измъкнат од нафталино и ја продават на луѓето само за да се ослободат од стоката, за да си донесат нова стока. Овие работи не се за кај нас. Црниот петок е само за на Запад.
Тамо стоката ја продават од магазините директно и не носена стока. Тука прво некој ја носе блуза ли било, сукина ли било, не е важно што, донесеа таму у магазино, оставе и после трговците ја продават за да си дојдат до некоја паричка. Тука у Македонија се е црно. Не само петок и другите денови за тие што немат пари, се е црно. Работата е у тоа што треба да се донесе нешто што ќе вреде од Запад, што ќе може народот... Ќе посетам 90 секунди, е време трењето и еве она што зборуваме се разбира со развојот на технологијата, а особено еве по пандемијата во голема експанзија е и онлайн пазарувањето. Па токму поради тоа и Народна банка има објавено препораки до граѓаните за безбедно онлайн купување. Црниот петок создава една шопинг купувачка еуфорија и секако звучи исклучително примамливо да слушаме како нашите омилени производи се на огромни попусти. Но она што препорачуваат особено за онлайн пазарувањето од Народна банка е да се овозможи двофакторна автентикација, односно вели додадете дополнителен слој на безбедност на вашите сметки. Пазете се премногу од добри понуди. Ако изгледа премногу добро за да биде вистина, веројатно е. Вашата безбедност е приоритет. Купувајте паметно, останете заштитени. Вака препорачуваат од Народната банка. Па еве дали нешто што е премногу добро всушност и звучи премногу добро, за да биде вистина, најверојатно е така. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Па Народна банка во право, а и не само Народна банка, и ова агенција на потрошувачи, нели, заштита, и тие објавуваат, и други агенции и институции, да бидеме внимателни кога купуваме преку интернет. Јас не купувам преку интернет, не верувам на црниот петок, впрочем кај нас е црна седмица. Ние имаме цела недела црни денови, попусти. Ова е најголемата глупост што постои во трговијата. Јас кога би била некој фактор би го забранила овие два збора црн петок. Нема потреба. Ние имаме сезонски намалувања. Есенски, летно, зимско и пролетно. Секоја сезона имаме намалување. Ако зборуваме за текстил, па и за мебел, ако сакате и за бела техника имаме. Зошто црн петок? Ова се живи глупости. Не да е ова помодарство, ова е рекламна измама на трговците. Знаете зошто во светот наречеме еден ден е црн петок и тогаш има огромни попусти. Цела недела, еве, ја слушам и на реклама од кога имаме ние црн петок. Ке нас постојат ли реални попусти за црн петок? И мислам дека ова треба да се забрани. Не можеме ние се што има во светот да има и во Македонија. Во светот има и други закони, што ние да ги почитуваме. Касни тонот јас не можам да ве слушнам. Меѓутоа, пак ќе кажам, јас ова не го одобрувам и не треба да се залетуваме се што го има во светот да го има и кај нас. Значи, ние си имаме традиција. Зошто да има црн петок? Или она со ноќна вештерки како ли е? Зошто не е тоа? Благодарам многу. Еве уште една интересна препорака, бидејќи се уште трае овој црн петок, значи, а кај нас, како што знаеме, знае да биде и црна недела, еве од Народна банка даваат и вакви препораки. Доколку ловите онлайн попусти на црниот петок, внимавајте, и сајбер криминалците се во лов за време на сезонската понуда. Затоа не купувајте додека сте поврзани на јавна Wi-Fi мрежа, на јавни места, кое што им олеснува на хакерите да пресретнуваат информации како што се деталите за вашата кредитна картичка. Какво е вашето лично искуство со пазарување за време на црн петок? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавам од Скопје. Драго ми. Инсистирам и апелирам до сите македонци да не наседнуваат на ништо што доаѓа од сатанистичкиот запад. Каде е измислена ова пропагандата тамо? Зошто? Да го прелажат народот и да наседнеме на нивни работи. Апсолутно си имаме своја традиција, си имаме свој пазар, си имаме... Држете се секогаш за своето.
не она што ви налага дошле од кој знае каде, сака да не асимилираат, да не поробат и да не користат само за своји лични интереси. Затоа не прифаќајте ништо што доаѓа од Запад. Ви благодарам, пријатно. Ви благодариме и ние што бевте дел од Црвена линија. Еве уште нешто интересно, вели, пазете се од лажни понуди испратени преку и-пошта или пораки испратени преку СМС. Проверете дали веб адресата на онлайн продавачот е автентична пред да кликнете на линкот. Внимавајте на грешки во правописот, може би влегувате во лажна онлайн продавница наместо на вистинската веб страница. Исто така бидете на штрек од лажни пораки за пропуштена испорака. Фишингот, тоа е терминот во онлайн пазарувањето, може да ги зарази вашите уреди и да инсталира малициозен софтвер што ги краде вашите податоци. Какво е вашето искуство со купување на Црн петок? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Гледаш од Скопје. Драго ни е, ве слушаме. Вака сега. Пошто сум гледач од Скопје, да кажам јас како пазарам. Не ме интересира ни црн петок, ни бел петок, ни плав, ни никаков. Идам, гледам, ми се допаѓа, купувам. Не ме интересира ни цената. А ми се допаѓа, викам, мериото, или сечиото, или таков телевизор, тој што го гледам, дај ми го, или ова. Ни онлайн, ни ветришта во магли, ни во ветер. По ветришта не одам. Одам, со очите гледам, земам. За цени не прашувам никогаш. Знаеш зашо не прашувам? Затоа што јас од дете сум навикнат да работам уште од мало дете и сум го сватил животот како треба да се работи, да се печали и никогаш на тој што го произвел тоа не му кажувам склапа ти ова, вако ти ова. Ако ми одговара ќе купам, ако не ќе замена понатака. Ви се чини ли дека еве за ваквите денови како Црн петок имаме реални попусти? Но тоа не вреди тој попуст. Ако е цената 500 динари, пример, 500 динари. Оние пишуваат 1000 динари, па ќе го пречкртат, па истата цена. Нема врска попуст. Тоа се игри без граници. Попуст тоа се лажат луѓето само. И одат купуваат, мислат дека со попуст е тоа. Ветришта во магли. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Македонија. Господине Тале, како е во Прилеп еве за Црн петок? Прилепчани купуваат ли многу на овој ден? Денеска е убав дождлив ден, сполајмо на Бога што ни подари дожд, да може да накисне нашава земја, да се изора, да се посее пшеница, да имаме наша македонска пшеница и друго земјоделие. Тоа е голем дар од Бога дождов, го чисти воздухот. Сполајмо на Бога, за мене денеска не е некој си црн петок, каков петок, не знам. Тоа црно на што значи нешто демонско, тоа значи во светот дека имаат еден ден кога има огромни попусти. Ама види, зашто мора да бидеме грда копија на некои што правеле во светот? Правеле празник на сатаната, на вештерките, брзо ние. Она народна поговорка многу одговара со ова. Го ковале коњот и жабата кренала нога. Така? До кога бе така, луѓе? Имаме ние своји вредности овдека како народ, духовни. За мене денеска е голем празник. Свети апостол и евангелист Матеј. Господине Тале, морам да ве прашам, сметате ли дека на ваков ден продавачите даваат реални попусти, даваат реално квалитетна роба или нешто што е на залик? Честити имиња на оние кои се викаат Матеј и Матеја, за мене тоа е поважно да кажем, одошто други глупости поданички сатанистички од Запад. Честити имиња и на многе лет. Поздрав. Поздрав, нека име вечно името, еве ние од редакцијата ќе им честитаме, но нашата тема е денеска, соодветно што денес е токму таа еуфорија во Црн петок, која што на македонски начин знае да потрае дури и цела недела. Она што денес прашуваме, еве, како граѓаните според вас да не станат жртви на лажен попуст? Дали секое лажно рекламирање треба и да е казниво? Дали кај нас Црниот петок е помодарство или добра сделка на потрошувачите?
продавачите? Дали трговците кај нас за црниот петок имаат вистински попусти или го користат за вешта рекламна измама? И сега какво е вашето лично искуство кога станува збор за денови како црн петок на кои што нели има најавено огромни попусти? Добро вечер. Добро вечер, ако сум јас на линија. Секако вие сте, ве слушаме. Убава вечер, многу убаво ви е напишано и помодарство и вешта рекламна измама. Секој ви чест за тоа што сте го напишале, така е како што сте го напишале и така е. Значи, црн петок, сега ја не знам, ајде да не почнем историја, меѓутоа треба да се знае. На времето црн петок го нарекле затоа што откупувале робови на тој ден. И сега вие, молим те, од никој тоа не го кажува, зашто да биде црн петок. Тоа било, значи, како живо суштество човек, луѓето, робови откупувале. Сега ние сега купуваме предмети, било што да рече, све е предмет, дали блуза, дали ова и било како. Значи, зашто да не биде пинк петок, ајде, нека биде овако, зашто да биде црн? И зашто ние многу исто кажава, зашто ние све зимаме од запад, што не е убаво буквално, не знам, дедна вештерки, не знам, црн петок, не знам, дајте, ние си имавме помуси, си има попуст, тогаш, во јануари имаше попусти, летоска имаше попусти, ако сакаш да купиш, купи. Меѓутоа, јас не верувам, не кажувам, неколку пати сум покушала така, меѓутоа не верувам, затоа што стварно гледам, а ги знам сите цени, цел живот работам у центар у трговија, така да сите цени ги знам каде, како се движат и колку се движат, и после кога ќе земе некој, меѓутоа ја не можам да го сватам народот, зашто на толкави реклами оди се бутка, зима, прави. Ами народот малку треба, остајте ги, па да видите како сакат, некиот ќе ги попушта цените. Значи, кај нас, така ќе кажам, ова е катастрофа со... Јас ќе подсетам, внимавајте на 90 секунди, а оно што го кажавте вие, односно корените од каде е изведен зборот и означен како црн петок, еве и Медо на X платформата го споделува, односно го дава вашиот одговор преку коментар. Вели вистинат, Медо, вели вистината е болна. Црн петок била продажбата на црните робови кои преку неделата не биле продадени. А ние денес прашуваме дали трговците кај нас за црниот петок имаат вистински попусти или го користат за вешта рекламна измама, и особено не интересира вака јавно како е вашето лично искуство денеска е токму таков црн петок, каде што започнува она купувачка еуфорија. Колку се реални попустите, што оно што го нудат продавачите на своите купувачи. Да слушнеме од вас. Добро вечер. Ало? Повелете, во црвена линија сте. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Видите, господична, ние сме православен народ. Црн петок, кај нас не важи, тоа ќе прашате на друго место и си го прашаш твојот газда што те поставил тука за темата. Ајде, пријатно. Не ми е јасно, добро, благодарам за учеството, не ми е јасно всушност која беше вашата констатација, но факт е дека она можеби што сме го прифатиле однадвор е црниот петок во купувањето. А денеска повеќе од јасно и сите сме сведоци дека е започната можеби веќе и од синојка таа купувачка еуфорија. Сите оние кои што имаат нешто да понудат на пазарот, сега го нудат со попусти. Од до 60, до 70, до 80 попусти. Значи, огромни попусти како мамка за потрошувачите кои што секако најмногу сакаат за ниски цени да го добијат својот омилен производ. Сега, бидејќи времето не пристигна, имавме огромен интерес за темата и токму така ми е драго, само ќе напоменем и како редакција, секогаш бидете внимателни и внимавајте всушност на измами, особено кога станува збор за онлайн купувањето. А еве како одговори оние кои што не следат на Инстаграм. Кога прашавме дали денеска ќе пазарите, под А, односно веќе БЕФ, одговорија 17%. Под Б ќе одам е 10%, а под В нема да одам е 73%. Сега е време да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме во студио.
Благодарам многу што денеска бевте повторно дел од Црвена линија. Внимавајте каде купувате, внимавајте на измами и секако ако веќе сте жилни за огромни попусти, ние имаме продавница на задоволства, добра музика и добра забава, така да кај нив е исто како да сте купиле нешто на 80% попуст и реални се попустите кај Нина Тикат. Кај нас е джабе. Частам за ваква најава. Секој ден се подобра и подобра. Те сакаме. А сега никој како останете со нас пушно. Чекаме, денот е денеска. Денот, Тина ми е тука, па да видам. Си купивте ли нешто вие на попуст? Нема време. Денеска, среќа што немаше време, ќе банкротира. Утре ќе помине, утре не е Black Friday. Утре, Само Македонија цел месец е Black